Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Уште еден нов случај на заболен од коронавирус е евидентиран на подрачјето на Кочани, па вкупниот број лица во изминативе 7 дена е 18. Во меѓувреме порасна и бројот на граѓаните за кои се спроведува мерката за домашна изолација. Тони Ајтовски ги има деталите. Порасна бројот на лицата кои се во домашна изолација во Кочанскиот регион. Причина за тоа е состојбата во општина Чешиново-Облешево, која исто така ја покрива Центарот за јавно здравје од Кочани. Во моментот, за вкупно 63 лица се применува мерката за самоизолација. Од нив, 34 се од Кочани, 9 од Зрновци, а 2 од Чешиново-Облешево. Сите тие се позитивни на COVID-19. Дополнително, уште 19 лица, кои се вработени во општина Чешиново-Облешево, имаат обврска за домашна изолација, но за нив нема потврда за присуство на коронавирусот или дополнително ќе бидат направени тестирања. Во меѓувреме, уште еден нов случај на заболен од коронавирус е евидентиран на подрачјето на Кочани, па вкупниот број лица во изминатите 7 дена достигна 18. Полициските служби од Оделението за внатрешни работи вршат здравствен надзор над 63 лица во самоизолација. Територијалната противпожарна единица од Кочани веќе изврши дезинфекција на зградата на општина Чешиново-Облешево, а службите на комуналното јавно предпријатие Водовод ги дезинфицираа и главните улици во населените места во соседната општина. Со одлука на владата стапува на сила ограничувањето на движењето на граѓаните на територијата на целата држава, и тоа за време на работните денови од 16 часот попладне до 5 часот изутрина на наредниот ден. За време на викендите пак забраната за движење за сите граѓани ќе трае 24 часа, односно од 16 часот во петок до 5 часот во понеделник. Лицата над 67 години во текот на работните денови од понеделник до петок ќе можат да се движат само во периодот од 10 до 12, а младите до 18 години во текот на работните денови ќе можат да излегуваат во периодот од 13 до 15 часот. Со одлуката на владата, забрането е движење на граѓаните на јавни места и јавни површини во групи што се поголеми од 2 лица, при што не се вбројуваат лицата помали од 14 години, доколку се деца на родител кој е дел од групата од двајца. Локалната самоуправа во Чешиново-Облешево престана со работа откако беше соопштението дека првиот човек на општината е позитивен на COVID-19. Вработените во администрацијата се дома, а очекуваат во овие 2 дена да направат тестирања на коронавирусот. Вработените во општина Чешиново-Облешево не се на работните места, откако во вторникот попладне официјално беше соопштено дека градоначалникот Крстев е позитивен на коронавирусот. Зградата на локалната самоуправа е затворена и во текот на денот екипи од територијалната противпожарна единица од Кочани ја дезинфицираа. Од општинската администрација информираа дека по одобрените решенија ќе направат тестирања, за што е изготвен и распоред на термините. Поради вонредната состојба, вработените во општината и претходно работеа со скратено работно време. Сите активности беа сведени на минимум, односно се извршуваа само неодложните законски и итните постапки. Заради намалениот обем на работа во изминатиот период немаше ниту објави за јавни набавки, со што до некаде се олеснити и обврските на службите во општината, кои во наредниот период ќе бидат принудени да работат од дома. Редовната седница на Советот на општина Чешиново-Облешево беше планирана за крајот на овој месец, но најверојатно ќе се одржи преку интернет врска, за што од владата веќе е добиено и одобрение. Општина Кочани ги пренамени средствата за одбележување на 8 април, светскиот ден на ромите, за да им обезбеди поддршка на социјално ранливите групи и семејствата во социјален ризик од ромската етничка заедница. Поделени се пакети со храна и со средства за лична хигиена. Наместо со организирање прослави и собири, годинова одбележувањето на светскиот ден на ромите 8 април ќе помине во далеку поскромни услови што ги наметна глобалната пандемија од коронавирусот. Поради тоа и општина Кочани ги пренамени средствата за одбележување на празникот на ромите, за да им обезбеди поддршка на социјално ранливите групи и на семејствата во социјален ризик од ромската етничка заедница. Според градоначалникот Николчо Илиев, целта е да се намалат последиците од актуелната кризна состојба, што ја предизвика пандемијата, а која има силен одраз во целото општество и економијата. Незиното влијание особено е изразено врз најранливите и исклучените групи.
Планираните средства за одбележување на Светскиот ден на ромите се одстапени на ромските здруженија, кои заедно со општинските служби подготвија пакети со храни и хигиенски производи и ги поделија на семејствата во социјален ризик во ромската етничка заедница. При тоа се истакнува дека со граѓанскиот сектор внимателно се следи состојбата кај ранливите групи и во кризниот период ќе продолжи да се реагира секаде каде што има потреба. Честитајќи го Меѓународниот ден на ромите, градоначалникот Илиев им посака добро здравје и им порача да имаат висока свест во деновите на борба против епидемијата и максимално да ги почитуваат препораките и мерките за заштита. Во Виница заседаваше кризниот штаб кој информираше за тековната состојба со коронавирусот во национални и локални мерки, како и околу новите мерки и препораки од владата кои треба да се имплементираат во локални рамки. Нема позитивни во оваа општина на COVID-19. Во домашна изолација се 12 лица. 10 се во државен карантин, а 3 се пуштени дома. Согласно новите препораки и мерки за движење на граѓаните кои се донесени на последната владина седница, заседаваше кризниот штаб во Виница, кој ги разгледа можностите за практично спроведување на националните мерки во локални рамки, но беа донесени и неколку одлуки на локално ниво. Во Виница нема потврдени случаи позитивни на COVID-19. Тестирања се спроведени на повеќе лица, но сите досегашни резултати до моментот на одржување на состанокот се негативни. Од полициската станица во Виница информираа дека во моментот 10 лица се уште се во државен карантин, 3 се пуштени дома, но и по излегувањето од државниот карантин неопходна е уште 14-дневна самоизолација на овие лица заради опасноста од продолжено време траење на инкубацијата. Во домашна самоизолација под надзор на полицијата се 12 лица на територијата на општина Виница. За непочитување на полицискиот час во општината поднесени се 12 кривични пријави, додека за прекрашување на мерката за самоизолација поднесени се 4 кривични пријави. Од Здравствен дом Виница информираа дека медицинскиот персонал ги прима само итните случаи и дека до овој момент ги имаат на располагање неопходните ресурси за заштита на вработените, благодарение и на неколку донации од приватниот сектор. Кризниот штаб расправаше и околу можноста и условите за движење на земјоделците кои не се регистрирани, ако имаат стока или земјоделски работи на територијата на град Виница во периодот на полицискиот час, за што се очекува дополнителна одлука која ќе биде објавена на социјалните мрежи. Додека пак за земјоделците во селото останува да важи одлуката донесена на влада за слободно движење во атарот на населените места согласно потребите. Трудовиот инспекторат излезе со констатација дека производствените капацитети воглавно ги почитуваат мерките за дезинфекција и заштита на вработените, а околу движењето на работниците во време на полициски час, тоест одење и враќање од втора и трета смена на работа, дозволи со соодветен печат и архивска заверка треба да издаваат работодавците, а не инспекторатот. Општина Виница во соработка со јавното претпријатие Солидарност ќе преземе мерки за дезинфекција на сите возила на влезовите од кај Кочани и Берово. Да се упати апел до сите институции кои работат со луѓе, банки, пошта, маркети, да го организираат влезот и излезот на граѓаните, за да не се создаваат непотребни гужви. Општа констатација е дека не се почитува неопходното растојание меѓу граѓаните кои чекаат. Полицијата почесто да ги обиколува фреквентните места во градот, со акцент на градскиот пазар, каде непотребно се групираат луѓе, и да презема соодветни мерки за разбивање на ваквите собири, кои ја надминуваат дозволената бројка, но и не го почитуваат дозволеното растојание. За сите дополнителни мерки и препораки од кризниот штаб, граѓаните ќе бидат благовремено информирани. Согласно новата забрана за движење донесена од владата како мерка за заштита од коронавирусот, од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани ги информираат земјоделците дека без вадење дозвола ќе може да ги извршуваат своите работни активности на земјоделските површини и фарми кои се наоѓаат во атарот на своето село, а останатите ќе треба да вадат дозвола за движење.
Во однос на новата забрана за движење што ја донесе владата, а која што стапува во сила од среда 8 април, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица Кочани, ги известува земјоделците од општина Кочани, Чешиново, Облешево и Зрновци, што имаат работни обврски на своите земјоделски површини, а кои се наоѓаат во атарот на селото во кое што живеат, може да се движат за време на забраната за движење, исклучиво заради извршување на работните активности, без да вадат дозволи за движење. Земјоделците пак, чии што земјоделски површини или фарми се наоѓаат надвор од селото во кое што живеат и треба да патуваат, а имаат работни обврски поврзани со производството, задолжително треба да ја изведат дозвола за движење, информира Горан Миладинов, раководител на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани. Вадењето дозволи за оние земјоделци кои треба да патуваат од местото на живење до локацијата каде што им се наоѓа земјоделската површина или фарма, ќе биде по претходно воспоставениот принцип преку подрачните единици на Министерството за земјоделство. Право на вадење на дозвола имаат лица кои се регистрирани и се занимаваат со сточарство, пчеларство, оранжерии, лозарство, под услов да се регистрирани земјоделци или да имаат над 2 декари површина под лозов насад. Миладинов истакна дека досега се издадени 3500 дозволи за движење на земјоделци заради извршување на работните обврски. Воедно од подрачната единица ги повикаа земјоделците да ги почитуваат новите препораки на владата и движењето да го користат исклучиво за работни обврски, со цел заеднички да придонесат во справувањето со коронавирусот. Во однос на новата забрана за движење што ја донесе владата, а која што веќе стапи на сила, кризниот штаб на општина Виница на работен состанок ја донесе и одлуката сите деловни субјекти кои имаат можност само за онлайн продажба и дистрибуција на продукти, неопходно е да се пријават за работа во викендите во кои важи строга забрана за движење. Пријавата на деловниот субјект да биде проследена на меморандум со основните податоци на правниот субјект, како и со листа со име и презиме на лицата ангажирани за оваа намена, заверена со печат и подпис на одговорното лице. Пријавите на соодветен начин ќе бидат евидентирани во полициската станица во Виница за работа во време на забрана за движење полициски час и со тоа ќе се стекнат со дозвола за вршење онлайн продажба и дистрибуција на храна и други неопходни продукти. Краен рок за поднесување на пријавите до Општинскиот кризен штаб за Виница е петок, 10 април 2020 година до 12 часот или на мејл ovinica@t.mk. Сите деловни субјекти кои имаат можност за онлайн продажба и дистрибуција на продукти, неопходно е да се пријават за работа во викендите, во кои важи строга забрана за движење. Ова го донесе како мерка кризниот штаб на општина Виница. Телефонска психолошка подршка даваат психолозите за сите, посебно за трудниците и родилките, лицата со нарушен слух, говор и глас, како и психолошка подршка на луѓето во самоизолација во период со справувањето со коронавирусот. Состојбата со COVID-19 потребно е да се објасни и на децата, но во никој случај да не се објаснува панично, советуваат психолозите. Министерството за здравство во соработка со Клиниката за психијатрија отвори телефонски броеви за психолошка подршка за трудници и родилки, лица со нарушување на слухот, говорот и гласот, како и психолошка подршка за лицата во самоизолација во периодот со справување со COVID-19. И стручните лица, психолози на ниво на територијата на општина Кочани и Виница се подготвени за соработка и секојдневно се во телефонска комуникација со луѓе на кои им е потребна психолошка подршка и подкрепа. Во разговор, психологот Радмила Манчевска за Канал 8 истакна дека грижата за психичкото здравје е исто толку важно како и грижата за физичкото здравје во услови на пандемија со коронавирус. Луѓето се под силен притисок. Седењето дома знае да предизвика и дополнителна анксиозност. Луѓето помислуваат и се плашат од загуби. Подршката е многу важна во овој период, вели Манчевска. Кај некои луѓе тоа чувство на страх е малку поголемо, понекогаш и претерано, па се јавуваат одредени дури состојби и на панични напади, кои што се карактеристични за луѓе кои што имале одредено предходно расстройство или анксиозни расстройства и така натаму. Кога станува збор за нормални луѓе кои што немале одредени здравствени проблеми,
Нормално е да има покачено чувство на страв, кое што е потребно да го сватиме како една соодветна реакција на организмот на ваквата ситуација. Посебно во овој период им е тешко на лицата кои што се во самоизолација, затоа што тие е потребно сосема да ги избегнуваат контактите со своите блиски. И во тие ситуации секако дека психолозите сме тука за да помогнеме, да во насока да ги насочат собствените мисли во однос на позитивно размислување, во насока дека сето тоа ќе помине, дека не е тоа трајна ситуација, сепак тоа е привремена ситуација и како што е привремена е потребно да преземеме одговорност која што е значајна за овој период, да размислуваме на она кога ќе помине. Значи да размислуваме позитивно. Важна е поддршката и искрениот разговор со децата. Како децата полесно да се справат со новонастанатата состојба во која им е ограничено движењето. Како да им се објасни колку е важно сега да останат дома, но и што е најдобро родителите да направат за своите деца доколку имаат панични напади и се плашат да не се разболат, но и да не изгубат некој близок. Родителите не смеат да остават стравот и несигурноста да тлеат во детето. Во однос на дечињата исто така е многу битно возрастните да реагираат соодветно, да не претеруваат со стравот и паничните реакции пред децата, затоа што децата сето тоа го абсорбираат, го впиваат во себе и со тоа се создава уште поголем страв. Многу е значајно на детето да му се објасни, да му се каже дека сепак ситуацијата не е едноставна, да му се каже дека сепак постои проблем, но постои решение на тој проблем и дека тоа ќе помине за одредено време. Значи да не се оставаат децата во неизвестност, да не знаат кога ќе заврши, да не знаат што се случува, едноставно да им се објасни дека ситуацијата која што е околу нас во нашата околина сепак е неедноставна, значи сепак е различна, посебна и затоа е потребно да внимаваме. Многу е битно децата да се анимираат во период, добро што нели наставата се одвива онлайн, па тука имаме обврски кои што децата ги исполнуваат така да голем дел од денот го поминуваат со тие обврски. Доколку им остане слободно време, убаво да си играат некои игри. Манчевска додаде дека родителите треба да водат грижа децата да не ги следат вестите што се пренесуваат за жртвите, за разените, за опасностите од оваа ситуација, колку што е тоа можно. Од друга страна, мора да се разговара со децата и тоа често. Оваа состојба не се објаснува во еден збор, во еден разговор. Со детето се разговара постојано, но се разговара за она што треба да се преземе, што треба родителите да направат и без тешки зборови, да им се објасни на децата дека сепак има загрозувачка состојба за нашето здравје, но дека со заедничка грижа и внимание можеме да ја надминеме. Потребно им е да им се посочи дека ова ќе помине и дека тие и сите ние го можеме тоа. Психологот Манчевска истакна дека сите оние кои имаат потреба може да ја побараат на 075 474 626. Поради состојбата со коронавирусот и заради заштита и превентива и на вработените, Канал 8 од 9 април, четврток, и понатаму ќе информира за најновите информации и случувања во градот и околните општини, но без класичните водителски најави во вестите. И за крај една спортска информација и покрај ворената состојба поради коронавирусот, фудбалската школа Фудбал Старс продолжува со активностите за своите членови. Редовно се организираат физички вежби и придружни задачи преку интернет. Ограничувањето на движењето на граѓаните поради вонредната состојба, а со тоа и на спортистите, иако ги намали активностите на терен на спортските клубови, сепак тие бараат ефикасни начини како да ги анимираат своите членови. Фудбалската школа Фудбал Старс веќе реализира активности за најмладите фудбалери, при што контактите се одржуваат преку социјалните мрежи на интернет. Од стручниот штаб на Фудбал Старс информираа дека се оформени посебни групи за момчињата и за девојчињата, при што секоја недела им се даваат задолженија на членовите на клубот. Со оваа активност се опфатени околу 80 дечиња, со кои се одржува редовен контакт.
Веќе трета недела се работат вообичаените физички вежби во домашни услови. При тоа содржините на активностите опфаќаат вежби за обликување на телото, игри со топка, стомачни и грбни вежби и склекови. Освен тоа, секој викенд членовите на клубот добиваат по 5 прашања што се поврзани со фудбалската игра. Целта е да се искористи овој период и можноста за најмладите теориски да се запознаат со правилата и начинот и однесување во фудбалската игра. Од клубот велат дека интересот кај децата е одличен, а со овие активности ќе се продолжи и во наредниот период, се додека трае вонредната состојба. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете дома, довидување.